Викторија Јордановска. Живеам и работам во последните 8,5 години во Виена. Претходно овде сум живеела и работела, сум серијски претприемач. Во моментов работам како коуч и како тренер за развој на човечките капацитети и ресурси, кои што се во секој од нас. И сум основач во моментов на Vienna International Academy of NLP, преку која што работам претежно со жени, можам да кажам. Како е поврзано? Значи, прво што сум јас серијски претприемач, така да сум и потекнувам од претприемачко семејство, така да мислам дека ми е во гените и во структурата моја е претприемништвото. И со тоа што, нели, како што кажав пред малку, пред известно време решив дека е време да се вратам во Македонија, затоа што повеќе е потребно моето знаење овде отколку таму, и би се вратила во Македонија во источниот регион, би сакала да работам со жени, жени претприемачи, жени општо за развој на капацитетите. Кај нас, онај што го дискутиравме пред малку е дека во Скопје постои некаков бабл, некој меур, каде што мислиме дека нели тоа ја одсликува ситуацијата на целата територија, меѓутоа не се сложувам со тоа, затоа што моите родители потекнуваат, татко ми потекнува од Кочани, често сум во Кочани и гледам што се случува околу и мислам дека тоа што ние го живееме во Скопје воопште не е слика на она што се случува во руралните средини посебно. И да, би требало да се работи на едукација, посебно за жените, па и на целото население. Во Австрија е многу дигитализирано. Значи, и кај нив постои некаков бирократски систем каде што има многу документи кои што треба да се извадат, кои што треба, значи таа бирократија постои. Меѓутоа, например, јас имам дигитален подпис и со тој дигитален подпис јас можам да го извадам скоро секој документ кој што ми е потребен за што и да ми е потребно. Она што мислам дека е потребно е прво да се надмине оној страв на што ако сгрешам и на страв од непознато. Постојат апликациите кои што се во моментот достапни, се развиени до тој степен да се толку user friendly, значи пријателски настроени кон корисникот, благодарам, што едноставно не може да се сгреши дури, значи баш е убаво објаснето. Така да мислам дека првиот чекор е да се надмине оној страф од непознато и да се почне да се користи и секако потребна е обука, значи да видиме што значи таа апликација, затоа што претпоставуваме дека затоа што ние сме едуцирани, знаеме многу повеќе дека сите знаат. Меѓутоа да, би требало да има обука и би требало да станат тие апликации достапни на еден начин и да се онаа стигма и оној страф од непознато и од грешка, што ако сгрешам да се надмине. Многу совети има. Еден совет кој што би можела да го дадеме, направете план. Значи дали бизнис план, дали некаков план на вашето работење, тоа е основата, без која што денес не би почнала да работам. Второ е, бидете храбри, се е возможно, соништата се остваруваат и превземете акција, значи треба да се работи. И ништо не се случува преку ноќ, значи потребна е дисциплина и потребна е упорност и потребна е издржливост. За еден приватен бизнес да успее, барем моето истражување до сега покажало и искуството му покажува дека се потребни 3 години.